Добро, дозволете и јас прво да се заблагодарам за присуството на медиумите. Овој форум е едната пракса на основа на која што ќе функционираат сите општини во Република Македонија. Видовте овде во Драчево како ги отворивме сите перспективи, разговаравме за сите детали на поврзаноста на локалната со централната власт во функција на решавањето на проблемите кои што многу често се поврзани и со локалната и со централната власт, но истовремено разговаравме пред се за перспективите на кисела вода. Граѓаните имаа можност директно да постават своји прашања, директно своји сугестии, веднаш се извадија на површина потребите и од затворениот пливачки базен кој што е важен и за училиштата, но и за граѓаните, но и гасификацијата на кисела вода и многу други комунални инфраструктурни проекти кои што се важни за кисела вода. Јас сум убеден дека ваквата пракса ќе ги направи општините да бидат модерни, да бидат отворени, да бидат достапни за граѓаните и да внимателно слушат она што ќе го приоритизираат граѓаните како нивен приоритет за идното живење овде во општина Кисела вода. Навистина сум среќен за ова голема поддршка што граѓаните ја дадоа и во Кисела вода. Кисела вода буквално од својата самостојност или разделба со аеродром 12,5 години ја раководеше ВМРО ДПМН, промените се здрава работа. Јас сум убеден дека поддршката ќе биде уште поголема од овие 1680 гласа кои што беа во првиот изборен круг, но секако тоа пред се ќе значи обврска и за Филип Темелковски, за мнозинството оформено веќе во Советот, но и за нас како централна власт да работиме исклучително честно и посветено во интерес на сите граѓани на општина Кисела вода. Премиере, после првиот круг на локалните избори се издефинира јасно коалицијата меѓу СДСМ и ДУИ од една страна, од друга страна Алијансата за албанците искоалира со движењето БЕС. Дали еве ова ново прегрупирање ќе има влијание и врз владата и врз извршната власт и врз сегашното функционирање на коалицијата? Знаете како, јас се трудам да се извлечам од моментумот на денот кој што го живееме и како доаѓаат информациите и да гледам малку повеќе на среден рок и долг рок. Издефинирањето на коалиции за локални избори е дел од слободата. И навистина тоа ги разграничува локалните власти од централните власти. И многу е легитимното право на Алијанса за албанците или за еден села да се определи за коалиција со БЕСА, впрочем како би можел со ДУИ заради тоа што е спротивставен и во Гостивар и во Струга, например, веројатно и во други општини. Ние нашата коалиција со ДУИ објавивме уште во првиот изборен круг. Во некои општини не повикав директно во првиот круг заради тоа што сакав да оставам фер третман. Пример имав во првиот изборен круг министер од владата кој што е против кандидат на кандидатот од ДУИ, но заради коалиционото поставување, заради принципот за кој што верувам дека многу можно е и партиите да изгубиме од одредени наши поставености, но во функција на известната иднина на Република Македонија, на перспективите заеднички и на соработките, ние останавме на она што значи принцип или избор, на она што е пред избори веќе оформена коалиција. Ние настапивме заедно со ДУИ, продолжуваме заедно со ДУИ, ги поддржуваме кандидатите од ДУИ и веруваме дека тоа ќе биде најизвестниот добробит за граѓаните на Република Македонија. Алијанса ќе остане ли во владата после 29? Навистина немало отворен состанок, дебата, дилеми или било што, дали Алијанса излегува или не. Секако право е на Алијанса како ќе одлучат тие. Јас очекувам дека владината коалиција ќе опстои и ќе продолжи да зајакнува во периодот кој што предстои пред нас, но едно сум убеден, парламентарното мнозинство е стабилно и тоа ќе расте. Кога велите расте, премиере, јас не бев присутен во претходните изјави за да допрашам. Значи ли тоа дека ДПА на Мендухтачи влегува? Ние немаме договарано со ДПА на Мендухтачи, ниту имам состанок со Мендухтачи за коалиции на ново парламентарно мнозинство или учество во власта. Јас само можам да кажем тоа што и го знам и го чувствувам. Отворени се вратите за соработка со сите. Во формирањето на владиното мнозинство, кое што се случуваше некаде март месец, ако не се лажам, или веднаш после тоа, ДПА беше незаинтересиран да влезе во власта. Ние разговаравме со БЕСА, колку што се сеќавате и одлучија да не влезат со испораката на неприфатливи работи. Владиното мнозинство треба да расте и треба да биде постабилно од проста причина пред Македонија се сериозни одлуки кои што треба да ги носиме, пред се кои што значат живот за граѓаните. Мислам пред се на внатрешните реформи, мислам пред се на економските перспективи на државата, така да ние остануваме отворени за разговор со сите, вклучително за поединци од досегашната опозиција, предводена од ВМРО ДПМН. Токму така, веќе се поставуваат прашањата зошто треба да расте
парламентарното мнозинство, дали можеби е неопходно за предизвиците пред кои сме исправени, меѓу другото е и името, нели? За ова прашање не гледам потреба од поголемо или послабо парламентарно мнозинство. Нашата намера заедно со ВМРО ДПМН да ги развиваме стратегиите во преговорите, заедно да одлучуваме и на крајот граѓаните да бидат конечни во одлуката. Мислам на она кревкост од 62 која што е некој пат толку детално потребна во менаџментот на парламентот од страна на председателот на парламентот, да им даде креативност на сите пратеници, да имат повеќе време и за своите гласачи, да биде мнозинството постабилно и во функција на дебатата и на гласањето во самиот парламент. Мислам пред се на ваквиот аспект. Уште едно прашање имам, јас се извинувам колеги да не должиме. На почетокот сме од отпочнувањето на процедурата за екстрадиција на агентското дуо бегалци, ова приведено во Грција. Дали односите со Република соседна Грција ветуваат дека тие ќе го испочитуваат оние меѓународни договори кои ги имаме и дека навремено ќе ни ги испорачат и дека ќе се заврши тој процес на екстрадиција или можеби ќе не идеме и на мал политички проблем за кој е потребно да интервенирате, како да кажеме. Јас не очекувам да се јави политичка не очекувам да се јави политичка причина за да се спроведе меѓународното право. Македонија има склучено со Грција вакви договори, впрочем и во минатото и на претходната власт Македонија немаше проблем во сите други аспекти освен проблемот со името. Навистина имаме соработка со Грција од секој можен аспект. Министерството за внатрешни работи соработуваат, еве ги Министерството за правда, верувам дека ќе покажат на дело соработка заради тоа што тие се надлежни. Искрено не очекувам потреба од било каква политичка интервенција, заради тоа што се работи за две соседни земји кои што се пријатели, а обстојува еден горлив политички проблем кој што верувам во периодот пред нас ќе го решиме заедно. Зошто владата не зазаде став за законот за пушење што го предложија група пратеници од СДСМ? Каков е вашиот личен став, првото прашање? Второто прашање, ВМРО најави референдум после изборите за договорот со Бугарија што го подпишат. Јас сакам да ги видам сите процеси како бидат ставени на маса или точки на дневен ред за да ги дадеме своите ставови, како што е прашањето за референдумот. Јас сум демократ човек и мислам дека демократското право секој пат треба да се користи, но тоа да биде согласно процедури, согласно закон и согласно прописи кои што уставот тоа го дефинираат, но истовремено и да биде согласно нашата поставеност на аспектот на градење пријателства и со соседните земји, заради тоа што некои прашања кои што апсолутно се апсолвирани, има комплетен позитивен подстрек. Прашањето е по пат на дебата да се утврди дали треба или не референдум. Отворен сум за дебата и сакам да ги видам сите различни мислења од моето размислување. Во делот на она кое што беше прво прашање за законот за пушење, владата веќе работи на сериозно суштински промени по модерен терк, по европски законодавство, во делот на законот за пушењето, се однесува на аспекти на комплетна либерализација и право на избор пред се на угостителските објекти, кои што каде што не се служи храна, да имат право да изберат. Ако сака да бидат дозволиво за пушење, тие да имат право со лиценца и тоа да биде нивен избор. Ако имат право да бидат за непушачи, тоа да биде нивен избор. Апсолутно тоа не се однесува таму каде што се служи храна. Работат стручни луѓе, сакаме меѓународна пракса. Ова е иницијатива на пратениците. Пратениците не бират, не разрешуваат и јас го оставам на нив реално да видам во иницијатива како тоа ќе се одлучува во понатаму и знам дека се однесува само за делот на терасите. Не е комплетно решение. Затоа веројатно ние ќе го кажеме ставот што парламентот ќе почне да работи и по ова предлог законско решение кој што доаѓа од пратеничките групи, но истовремено најавувам дека владата разработува систематско и суштинско решение. Можно и до крајот на годината. Јас би сакал зимата да ја пречекаме со едно вакво решение, заради тоа што тогаш е најголемиот проблем и на гостителските објекти и на пушачите кои што велат дека се дискриминирани во тој дел, но важна е јавната дебата. Да оди тоа по пат на јавна дебата, да си го кажат сите стручни луѓе, граѓаните да си го кажат своето мислење за на крајот парламентот да донесе одлука. Во делот на соработката со влада рековте дека сте отворени за соработка и за поединци од ВМРО ДПМН. На кого мислите конкретно и дали станува збор за луѓето кои што се реформаторите на ВМРО ДПМН? Јас немам ни еден состанок направен, ниту една средба со реформаторите. Зборувам генерално како луѓе со луѓе. Македонија е исправена пред сериозни реформи, ни требаат соработки прво сите тука. Значи без разлика што тоа ќе се случува во ВМРО ДПМН, ставот на поедини пратеници или не, генерално ни треба соработка, а второ знам дека дел од мнозинството, дел од опозицијата во парламентот предводена од ВМРО ДПМН, доста нивни пратеници досега изразиле несогласување со политиките на ВМРО ДПМН
ДПМН и пополека се оградуваат. Јас не претендирам тоа да значи нивно поминување во СДСМ или слично, не. Само барам соработка во интерес на граѓаните и во интерес на државата, кој што ќе биде утврдена по пат на дебата и она што е приоритет интерес на Република Македонија. Од оние што досега беа 51. Баш од ВМРО ДПМН. Верувам дека во иднина ќе имаме добра соработка токму со нив. Господин Заев, како ги коментирате обвинувањата од вашиот политички противник Никола Груевски, изнесени во едно телевизиско интервју, каде што вели дека на изборите, пред изборите влекле како фаворити, меѓутоа со низа притисоци од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, потоа ја изгубиле таа позиција, дека народот се плашел, биле упатувани закани, па се предомислувал за кого да гласа, дека речиси цело раководство на ВМРО ДПМН било прислушувано и така натаму. Една генерална оценка за неговото интервју и обвинувањата кои што беа упатени кон вас и вашата партија. Прво треба да знаат граѓаните, со промена на власта нема незаконско прислушување во Република Македонија. Посебно кон политичкиот противник, не, скрај да тоа го кажувам. Но ако има екстремни структури кои што се закануваат за Македонија, не зборувам за раководството на ВМРО ДПМН, зборувам за луѓе екстремисти кои што носат оружје во себе, кои што се закана за безбедност во државата, верувам дека јавното обвинителство си ја врши работата. Тие ги водат предметите, тие барат од судовите ако треба нешто. Јас апсолутно сум надвор, ниту знам, ниту сакам да знам вакви процеси. Правосудството е надлежно за оваа работа, но знам дека нема никаква политичка намера, впрочем еве тие се во заминување, тоа го знаеме, чумо тоа би го правеле. Второ, самото интервју беше хаотично. Од една страна се каже од кои биле причините зашто изгубиле, од втора страна се кажува пак дека имало одредени нерегуларности. Знаете како, и влезот во самата кампања беше водството на СДСМ и коалицијата. По сите анкети, само ќе ве потсетам на претходни избори, како беше Павел Шатев, Димитрија Шуповски, анкети, како води ВМРО, па дури се евуваше Брима Галуп. Ова го немаше сега, зошто и граѓаните уште пред кампањата. Својата определба ја има веќе за стекнато, во текот на кампањата само ја потврдија и зацврстија, веројатно. Тоа се промени, промените се здрави во Македонија, ќе се случат промени на оваа власт, која ќе дојде соодветно време. И тоа е здраво и така треба да се движи Македонија. Колку полесно Никола Груевски ги прифати вистините и фактите, толку ќе биде и подобро за Република Македонија. Јас останувам со својот позитивен дух заради тоа што знам. Ако сакам успешен мандат како премиер, ќе ми треба соработка со опозицијата и знам дека има многу луѓе по сите институции, ќе бидат добри сервис на граѓаните ако има сериозна опозиција. Ако е слаба опозицијата, дилемата е дека може да постои опуштање кај граѓаните кои што се поставени на раководни функции, а тоа не е во интерес на Македонија. Така да нашите впечатоци и аспекти по сите овие прашања се токму такви. Во пресред на парламентарните избори најавивте повраток на данок на ДДВ 15% кон граѓаните. На парламентарните. Тоа беше дел од нашата програма во локалните избори и сега е составен дел од владината програма. 2018 година ќе почнеме со законските решенија. Верувам дека ќе има 2-3 региони или општини каде што ќе стартуваме, за да го провериме како тоа целото функционира. За конечна цел од 1 јануари 2019, ако ги даде ефектите, да го имплементираме во цела Македонија. Ние сме внимателни, сакаме сите решенија по пат на дебата и коректив да ги имплементираме и верувам дека ова решение ќе биде многу значајно за граѓаните, заради тоа што ќе вбрзга многу повеќе пари во секое домаќинство, а ќе ги зголеми вкупните приходи во буџетот на Република Македонија. Благодарам на сите.